Стојановска Викторија го има следното прашање и прашува кои се бенефитите и лошите страни на млекото и млечните продукти. Вики, не би, значи, она што многу барем мене ме вознемирува и ме нервира, да кажеме, кога луѓе ќе оквалификуваат одредена група на продукти како нездрави или не се добри. Најчесто, слушаме дека нели месото не е во ред, треба да си вегетаријанец или веган. Млечните продукти не се во ред, треба да ги исфрлиш и така натаму. По мене не постои ниту еден продукт кој што можеме да го или група на продукти кои што ќе ги оквалификуваме како лоши. Од причина што се уште науката не е до тој степен развиена и односно немала време да истражи за да со сигурност докаже дека одредена група на продукти не се точни. Ти ако земеш денеска има еден филм кој што се вика Game Changer, кој што зборува за тоа дека веганството е најдоброто нешто и дека комплетно треба да се исфрлат сите животински продукти, тоа научно го подкрепуваат и прави логика. Од друга страна имаш еден друг филм кој што се вика The Magic Pill, кој што е продукција на BBC, сериозна продукција која што не би се нафатила да пласира невистини и зборува за кето исхрана која што па исклучиво се базира на многу масти, на многу животински исхрана и тука се создава контрадикција и тука многу луѓе влегуваат во конфузија. Затоа јас би ти рекол ти да си го слушаш своето тело. Значи од млечните продукти ако ги гледаме, имаш јогурт, имаш кефир, имаш урда, имаш кози продукти кои што се итекако добро да се консумираат и доколку лактозата не е проблем, доколку не ти прави некаква интолеранција продуктот или алергија, јас не гледам причина зошто да не се исфрли. Се додека науката на вистина не каже дека да, овој продукт не треба да го консумираш. Така да не се плаши од било кој продукт, се работи да воспоставиш некаков баланс и континуитет во твојата исхрана. Природата во денешни услови, особено и ова динамично време, ни дало многу опции како да го задоволуваме телото и потребите негови нутритивни и калориски од најразлични групи на продукти, овошја, зеленчуци, животински и така натаму. Така да воопшто не се замарај, ако немаш проблем со млечните продукти, не гледам искрено зошто причина да ги исфрлиш, ја не сум ги исфрлил, ги користам и сега за сега, фала Богу, е се во ред.